Милчо Манчевски се врати во Македонија. Сега се враќаш на љубовта како извориште или како нов притисок? Ја би сакал да видам многу повеќе љубов, многу повеќе добрина, многу повеќе трпение, разбирање, многу повеќе гледање еден со друг. На овој свет на омраза му треба малку толеранција и љубов. Ексклузивно интервју. Утре во 15 часот и 15 минути. Милчо Манчевски во Отворено студио 1. Владење на правото и функционална правна држава. Реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказненост? Гледајте Правда и неправда секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак. Дали Мицкоски знаеше за бегството на Груевски? Што разговараа лидерите на тајната средба? Дали ВМРО ДПМН ќе се откаже од својот почесен председател? Ова и уште многу други прашања и одговори ќе слушнете во четврток во 21 часот ТВ интервју со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Добро вечер, вие сте со мене, јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител од утро до мрак, што се вели. Денес истеравме еден прилично долг и напорен ден со 10 гости, а ќе го завршиме со две дебати, ова што сега ќе започнеме и потоа следува уште една дебата за едно 3-40 минути, во кое што ќе биде господинот Владимир Пешевски, бившиот поранешниот подпредседател на македонската влада. Вечерашнава дебата ја водам со двајца многу интересни гости, морам да ви кажам, бидејќи тие се луѓе кои што ќе се надевам ќе успееме да ги покриеме двата важни аспекти на ова што ни се случува во последните 5-6 дена со пребегот на господинот Груевски. До мене седи колегата господинот Александар Диневски. Реков колега бидејќи се знаеме уште од 89-та година. Тој е човекот кој што беше еден од 8 мина величествени. Во она време во Младборец ги третиравме, кој што направи еден своевиден тогаш не знам дали е зборот бунт, ама покрена едно незадоволство. Таму беа и Слободан Богоевски, Павле Трајанов, таму бе Гроздан Цветковски, сега веќе да не набројувам, да не заборавиме некого. Александар Димевски е долгогодишен работник во безбедносните служби. Инаку е осуден на 3,5 годишна казна затвор за учество во аферата Шпион, во која што се товареше и за шпионирање за унгарската држава. Добро вечер, Александар. Ретко се појавиш во телевизија, не знам ни дали воопшто си се појавил на телевизија во последниве години, си бил веројатно. Се појавам секогаш кога ќе бидам поканет. Не сум ретко канет, но не одбивам во принцип, иако не сум од тие што настојува пак по секоја цена да излегува на телевизија. Се разбира. Цената овдека ќе биде висока, бидејќи мора добра дебата да направиме. Се надевам дека ќе биде добро, поготово што заеднички бевме еден период носители на револуционерен процес. Македонската пролет беше тие три столба. Така е. 8 минута од РСВР, Младборец, Девчани. Господин Спасов, вие ќе ме извините за овој подолг вовед, бидејќи немате така колоритна биографија како што со Александар се познаваме. Доктор Ѓорѓи Спасов, поранешен амбасадор и еден од највидните и најчести аналитичари политички на оваа реалност македонска во последните 2-30 години се случува. Добро вечер и на двајцата. Сакам да поразговараме за изминативе 6-7 дена и јас би го замолил господин Спасов, бидејќи и како бивши дипломат и како човек кој што прегнантно ја следи оваа прегнантна ситуација во Македонија, како ви се видоа вас последниве 7 дена од одлуката на Груевски да ја напушти Македонија, како изведена целата таа операција, до разноразни политички други консеквенции во кои што еве се уште живееме и се уште ги практично одмотуваме да видиме што се околностите и последиците од сето тоа. Морам да ви кажам дека бегството на Груевски јас го доживеав доста драматично. Морам да ви кажам исто како што мислам дека може да се повлече една паралела со она што на Македонија се случуваше 1995 година со атентатот на Кирил Гликоров.
Толку силно ве... Ако се сеќавате, не, само сакам да ги повлечам многу сличните консеквенции кои што се случуваат и пораки што можеби некој сака да ги прати на Македонија со ова бегство на Груевски. Првата работа е дека се сеќавате 95 година кога Македонија веќе беше определена да влезе за НАТО и за Европската унија и после со станокот на Киро Глигоров со Милошевиќ се случи атентатот во Македонија. Првата порака што се случи, тогаш се зборуваше многу е да видиме кој можел да биде нарачател на таквото нешто. Второ да видиме кој му помагнал за сета таа работа и пак се нели шпекулираше со учеството на домашните безбедносни сили и трета работа кој би бил извршителот. Долго време се разговараше на таа тема, меѓутоа клучната порака беше на кој имал интерес од правење на еден таков злочин во Македонија и дали тој злочин не беше насочен во насока да спречи македонската желба за приклучување кон НАТО и кон Европската унија. Во врска со бегството на Груевски. Ако добро ве разбирам, влегувате во една траекторија која претпоставува дека ова не е само изведено за да се спаси Груевски. Јас исто мислам дека денеска ние треба да запрашаме кој имаше интерес во Македонија. Кој имаше интерес на глобалната политичка сцена од едно вакво спектакуларно бегство на Груевски. Тоа е спектакуларно. Со оглед на тоа што такво бегство не можел да го организира самиот, не можел да го организира без подршка и не можел да го организира без нарачатели. И не можел да го изведе. И не можел да го изведе. Оттаму според мене, со оглед на тоа што тој пребега откако веќе беше ова како изречена бесојата, постојат според мене две можни сценарија за таквото негово бегството. Едното е некој што му помогнал на Груевски да побегне од земјата, сака нас да ни порача дека сегашната власт е неспособна. Дека сегашната власт не е способна да задржи ни нацртана овца, а камоли осуден бивши премиер и дека бидејќи таа не е способна, таа не заслужува ни да биде членка на НАТО и на Европската унија. Таквата идеја на нарачателите е всушност да го зголеми гневот, незадоволството на народот, да ја довербе, да ја занише довербата во сегашната влада и да може со организирање евентуални протести да довие до тоа да се спречи влезот сето она што Македонија го подготвува за членство на НАТО и на Европската унија. Оттаму, значи, можно е да оние кои што му помагале да имаат нарачатели од центри на кои што сето ова има сценарио за една многу поголема игра во Македонија. Сакате да кажете дека е можно ова да ја надминува и улогата на самата Унгарија, на самиот Орбан? Дефинитивно. Втората, овако што е на второто можно сценарио, бидејќи се работи сепак за меѓународен политички контекст, е дека сепак можеби на Груевски свесто му е дозволено да побегне од Македонија. Иако некој знаел дека се подготвува сето тоа. Можеби некој знаел да се подготвува тоа. Меѓутоа, можеби Груевски прифатил да побегне, а тие што му дозволиле да побегне, едноставно сакале, биле свесни да ги проверат прво каналот низ кој што се движи криминалот од Македонија кон Централна Европа и дека Груевски на крајот на крштата ќе побегне таму кај што ги има сместено парите. За да може преку неговото бегство реално да открие целата мрежа на подржувачи нова спречување на Македонија кон НАТО, а истовремено да го открие каналот низ кој што практично течеле парите и каде што стигнале парите. Вие во една ваша колумна и многу други денови, отприлика многу често зборуваат за улогата на Унгарија во канализирањето на парите од Македонија кон Унгарија. Почнувајќи од продажбата на Телекомот во 2001 година во која што клучна улога има Никола Груевски, продолжувањето на монополот преку она фамозната аналитика во која што е заедно со целиот тим кој што беше долго време на владата, па се до оние до Securicom кои што имаше големи бизнеси, до сите работи кои што беа поврзани со така има десетина афери, јас се обидов да ги набројам денеска и човек само едно во друго влегува и вика чекај ова беше и ова беше. Исто ги имам систематизирано и така на тоа е многу интересно да се погледне чисто повеќе за гледачите да се подседат.
2011 година беше аферата со 750.000 евра кои се фатили на Пластичното унгарската шише, граница. така е. Па потоа беше аферата Шпиун која што наводно се 2013 шпионира за година, 1000. да. Па 2017 исто така му се додели највисокиот орден на 2013 во државен декември, органи, така е, во натаму. јануари. На визари се доделија субвенции на компанијата од државата. Па потоа беше овако што е Купување медиуми, купувањето на медиуми, патувањата на опозициониот лидер и така. Секюриком кој што имаше една афера која што остана можеби малку незабележана, која што мене ми се чини дека е многу интересна. Во 2001 година беше обвинет Панде Лазаров, поранешниот директор на Електростопанство на Македонија, дека испрал пари со тоа што кинеската компанија Хюнан му префрлила 300.000 евра на унгарска во банка во унгарска сметка. Будапешт, од каде што потоа биле префрлени парите во Лајпциг. Ако кинеските провизии од 25 милиони евра за кои што сега се води истрага, легнале на унгарските сметки, мене многу логично ми личи Груевски дека да победи Груевски таму. всушност отишол по патот на парите. И тој што смислил таа приказка, втората, сметал дека е добро да види кои се клучните помагачи на Груевски во Македонија, кој ќе го прифати него во Црна Гора, Мислите, самите да се покажат, самите да се кој ќе разобличат. го прифати него во Албанија, кој ќе го прифати во Црна Гора, кој ќе го пресели во Србија и како Србија ќе стигне во Унгарија. Оттаму мислам дека овие две сценарија се можни. Затоа мене ми се чини дека е драматичен овој бег на Груевски, кој што од една страна не ја загрозува само довербата во владата на Груевски, туку исторично отвора многу прашања од аспектот тоа која била практично идејата на рачателите на вакво нешто. Господин Спасов, влезовте драматично во емисијава, морам да кажам дека компликувано звучат двете сценарија, меѓутоа истовремено морам да кажам и логично. И мислам дека на начинот на кој што имплицирате дека кој е тој што би можел да биде, тоа сепак мора да е некоја поголема малку сила и како да кажам некој капацитет отколку што има Македонија, Унгарија и некои други европски држави, балкански некој што поминувал. Господине Диневски, како ви се чини вас целото бегство, па дури овие аспекти кои ги опишува господинот Спасов? Се работи очигледно за операција која не ја правил самиот Груевски. Вие сте работеле за безбедностни служби со години, со децении, да не кажам сте се бавеле со некои аспекти низ кои што поминал Груевски. Која е вашата оценка за сите овие Прво, настани? очигледно е дека се работи за еден шокантен и драматичен настан. Не е секогаш случај во светот да еден премиер ја напушти илегално земјата и избега во странска држава, побара политички јазил. Во македонскиот случај, шокантноста и драматичноста е барем поради две причини. Прво, затоа што избега Никола Груевски. И второ, затоа што македонската држава дозволи да избега Никола Груевски. Во сите држави се случуваат бегства, има криминалци кои што сторат кривично дело, напуштат дури големи функционери и припадници на МВР, но Никола Груевски не е обичен криминалец, не е дури ни мега криминалец, туку во македонската стварност тој е символ на злото. Мислите Символ на повеќе од само криминал? повеќе од само криминал. Значи, Никола Груевски стана символ, олицетворение на злото за време на неговото 11-годишно владење, кога воспостави еден класичен диктаторски режим, чии последици ние ги чувствувавме, ги почувствувавме и се уште ги чувствуваме во сите сфери на живење во македонската држава. Имате масовно кршење на човековите права, имате масовни репресии, имате монтирани процеси, имате криминал, корупција на највисоко ниво и уништување на македонската држава во повеќе сегменти, од културно, психолошки. Јасно ми е што сакате да кажете, тоа е ова што го нарекуваме груевизам. За тоа ќе поразговараме секако. Но сакам да ве прашам за овие оперативни детали, како вам ви се чинат, бидејќи господин Спасов образложи една прилично драматична политичка сценарио, конспирација една. Како вам ви се чини ова на терен, како изведуваме? Самиот чин, значи целата ова самиот чин на бегство на Никола Груевски, јас гледам една класичен пример на така наречени конзуларни операции. Тие не се случајно така наречени, тоа главно овој термин се употребува во разузнавачките, во шпионските афери, шпионскиот систем и означува една операција која е комплексна. Че опфаќа повеќе мерки, активности од разузнавачки, безбедносен, психолошко-пропаганден, логистички, значи мал милион спектар на активности кои што
имаат за цел да создадат одредена ситуација во одредена земја, било тоа да е пат на еден режим, било тоа да е инсталирање на режим, било тоа е предизвикување конфликт или пак сосема друга цел. Во конкретниот случај, конзуларни се нарекуваат затоа што најчесто се изведуваат во странски држави, значи една разузнавачка служба ги изведува во странски држави, добро организирани, добро осмислени, бидејќи не смее тука да има промашување, и што во тие операции неизбежно е учеството на дипломатско-конзуларните представници, односно најчесто конзулите, и затоа и се нарекуваат конзуларни операции. Тоа значи дека се тоа прикриени разузнавачи? Прикриени акции, коверт акции, што уште тој термин се употребува, но имаат одредени долгорочни, краткорочни и долгорочни цели. Во конкретниот случај, моја оценка е дека се работи за конзуларна операција, во која што главен организатор е унгарската разузнавачка служба, несомнено. И акцијата по својот ефект има конкретен успех. Значи, ако целта била да се извлече Никола Груевски од Македонија и да се пренесе до друга земја, таа е успешна. Од професионален аспект таа е аматерска. Затоа што унгарската служба остави преголем број траги зад себе и сите знаат дека Унгарија е директно инволвирана во целата оваа операција. Денес читам Орбан негира дека унгарската држава била инволвирана во случај, што е смешно, затоа што веќе знаеме од она што од оние делови, иако не е расветлено целиот рута на бегство на Никола Груевски, веќе знаеме дека учествувале дипломатско-конзуларното представништво на Унгарија во Тирана, во Подгорица и во Белград. 3. Веројатно неизбежна е и учество и на нашето дипломатско-конзуларно представништво, иако немаме се уште од нашата страна детален извештај и реконструкција како се одвивало бегството на Груевски. Само уште ова да додам, значи очигледно постои една добра организација и синхронизација, веќе се зна дури имињата на тие дипломати кои учествувале во неговото пренесување и имаме учество на синхронизирано бегство, преземање од Албанија, во Црна Гора, па од Црна Гора во Србија. Дали ќе ви изненади ако и македонски структури учествувале во операцијата? Апсолутно не. Апсолутно не. Поготово знајќи го Никола Груевски како личност, кој што имавме прилика нели да го запознаеме сите, за жал, тој не би влегол во еден таков ризик ако не е сигурен во успешноста на мисијата. Тој не е толку храбар човек. Не е, добро знае дека не е способен да може да го организира и да он бил веројатно 100% сигурен дека ќе успее да влезе во една таква активност. Добро, а да го прашаме ви двајцата, можда пред се Александар, но и вие, господин Спасов, дали Унгарија покажува еден капацитет, бидејќи ова е сепак компликувана, вие велите аматерски изведена, но сепак таа операција не е за подценување, бидејќи поминува низ неколку држави, повеќето од нив се членки на НАТО, значи предпоставката е дека и Македонија како кандидат за НАТО, дека безбедносниот систем на известен начин има една повисока во себе капацитетност, ако сакате координација, комуникација и така натаму, за сето ова вака да биде изведено. Тоа е од една страна и од втора страна вие лично сте, меѓу другото, бевте обвинети и осуден за соработка со унгарските служби. Тие во Македонија имаат тој капацитет за кој што еве сега разговараме дека е направено целото бегство на тој начин? Па, секако дека тоа е на втора точка што реков зашто е шокантно. Македонска, ние како држава, значи со сите институции дозволивме Никола Груевски да избега. Значи тука неминовно се поставува прашањето за одговорност на одредени институции. Оние кои биле надлежни да не го дозволат тоа. Тука пред се МВР, мислам, Управата за безбедност и контраразузнавање, но и Бирото за јавна безбедност на обезбедување, што е Агенцијата за разузнавање, бидејќи е странски води на целата операција. И одредена одговорност политичка, повеќе или етичка, како сакате, има и специјалното јавно обвинителство, но тоа после би го образложиле. Секако и судот. Целиот ова случај е тежок удар, значи се случува во еден многу лоши околности за македонската држава
и представува сериозно нарушување на довербата на граѓаните во институциите на системот. Па тоа е ова што господин Спасов се... Тоа е една можност. Една можност е таа, дека всушност некој рекол, слушај, ќе му обезбедиме бегство на Груевски, чии што пари стојат во ваша Будимпешта. Да ги избрукаме. Дефинитивно, да им покажеме на меѓународната заедница дека овие Македонија не знаат да го чуваат ни премиерот кој што е он, како што кажа, икона на криминалот во Македонија. Целата операција е изведена многу едноставно, разбираш, преку сопствената мрежа која што се контролира низ овие така нешта авторитарна вертикала, кој што поаѓа преку Македонија, Албанија, малку Црна Гора, Србија, Будимпешта, таа вертикала дефинитивно требаше да се демонстрира дека постои и дека тие можат буквално, како што каже, заедно ти го киднапираат човекот од каде што сакаат, за да можат ти покажат дека си неспособен. Мислите дека тоа стои зад квалификуваат киднапирање? Мислам дека во таа смисла беше кажано, слушај, овие ни го земаат пред очи за да ни покажат дека сме неспособни. Отаму таа формулација ма колку на многумина изгледаше смешна. Реално се однесува токму на некој онде че треба да видиме дали се работи стварно за ова доброволно негово заминување, кое што би значило пуштање да си оди за да се разоткрие таа криминалната мрежа до Унгарија, или пак се работи за буквално негово превземање за да може да демонстрира дека државата е неспособна. Постојат две Ја следам таа ваша реално логика. димензии. Да ве прашам, бидејќи двајцата вие особено и ние и заедно сме се занимавали со тој тип на анализи. Во крајна линија, го спомнавте атентатот на Григоров. Гледате, мислам дека на еден релативно лесен начин ќе речеме со релативно висока сигурност дека зад атентатот на Григоров не стои Данска. Мислам, ќе се согласиме со тоа. Затоа што кога ќе направите крајната анализа, што ми е тезата, што сакам да ве прашам, на крајот овдека изгледа не работи иста една екипа 20-30 години по исти стари сценарија, со исти методи, па дури некои од луѓето се исти кои што се одека, ако не се лажам. Бидејќи оваа операција која вие се обидувате да ја вака, морам да кажам, занимливо да ја опишете со консеквенци. Едната страна е таа. Пак се работи за релативно препознатливи играчи на тој терен. Едната страна е таа да е можна. Да рекла со истата таа страна, која што сакаш да ни порача. Оти 27 април е таа екипа. Која што сакаш да ни порача 995 година дека вие кај сте се залетале на запад, вас е местото на исток и така натаму. Времето на што се вика цар Самуил и така натаму кога ги ослепувале војниците. Меѓутоа тоа е една византиска игра во која што они немаат и дозвола да одиш на запад, па макар да ги прават и овие гадости. Според тоа, тука е сценариото во однос на она што се вика ќе го киднапираме ако треба и ќе го спасиме нашиот, кој што ги брани нашите интереси, кој што го гради авторитарниот систем, кој што организира операцијата Стоп Сорос. Тоа е наш човек и нема да дозволиме тој човек да страда и да пати. Но ако добро ве разбирам, вие велите дека следи пресврт. Така, дека практично тоа е следено од другата страна и е намерно дозволено да го Јас бидејќи верувам дека другата страна не е глупава, верувам дека другата страна имала исто така информации, многу е веројатно другата страна да рекла, аха, ова се спрема. Бидејќи сакате вие ова да го направите. Ајде сега да откриеме целата авторитарна рута, низ која што оди, да го пуштиме да стигне до парите кои што ние исто така трагаме по тие пари, за да можеме полесно тие пари од кога ќе бидат пронајдени и така натаму да бидат вратени во Македонија. Гледайте, сличи бе сценаријата и за 27 април. Практично невозможно е некоја, да кажем, повисока една безбедносна грижа која постои врз Македонија да не знаела што се спрема. И знаете што има една тука интересна работа која што никој мислам некако досега не ја спомена. Сите спомнуваат УБК, полицијата, Оливер Спасовски така. Што станува со нашата агенција за разузнавање и контраразузнавање? Она е под надлежност на Ѓорѓе Иванов. Амбасадите под чија надлежност се? Меѓу другото, ако некој спрема некаква операција за... Таа била веројатно командувана од Будимпешта. Знаете што? Агенцијата за разузнавање и контраразузнавање никој не ја спомена во целата ситуација. Ѓорѓе Иванов се отиде кај кралот на Јордан во посета, заборавите дека се случува такво нешто во Македонија и сега нас не терат да сите говориме со тоа како оваа власт е неспособна. Таа коска е фргана и сега се глода таа коска. Знаете што? Можеби и тоа е едно од, како да кажам, бидејќи гледате на вакви операции секој следуваат магли кои што се дел од сценариото, кои што се планирани. Сашо, сакам само уште една работа да кажам. Мислам дека оние кои што можеби рекле ајде да го пуштиме Груевски да смета дека успеал да побегне. Пресметали уште една работа која што на мене многу ми се допаѓа, јас ја прочитав во неколку аналитичари кои што викаат. Со одењето на Груевски паѓа орелот за некаков патриотизам на Груевски.
Со одењето на Груевски он веќе не е маченик кој што ќе лежи во затвор, тука е кукавица што побегнала практично Тоа е точка на своите. груевизмот практично. Знаете, тоа е што го крај. констатиравме. Со одењето на Груевски се распаѓа отпорот кон сето она што всушност треба да ја помогне на Македонија да ги заврши останете маја. Со одењето на Груевски, разбираш, се создава една порелаксирана атмосфера во Македонија да се завршат некои други поважни процеси во однос на неговото апсење кој што само и неговите поддржувачи кои што се од бившите структури. Така, бидејќи он ги остава на цедило и тоа е еден неморален чин исто време кој што ја дискредитира целата таа структура. Оттаму сега имаме една ситуација во која што се викат а замислите ако кога сето ова ќе се заврши како што треба, да се врати Груевски како попче и не само тој, туку и да се утврди точно кај му се парите кои што ги украл од овакоше кинеските провизии. Не комично, не комично, ама многу Не, холивудско велат, не комично. Мене ми изгледа тоа мене ми изгледа многу реално да си дојде човекот и потоа да се покаже дека е се вистина во целата таа работа. Јас Александр Тука ја би мал се само една би кажал една секвенца. Во светот на шпионажата 2 и 2 никогаш не се 4. Знаете. Но да сакам еден заклучок да изресам и тоа можам да го бранам како теза дека постои цврста спрега меѓу унгарската разузнавачка служба, унгарските безбедностни структури и македонската разузнавачка служба Агенција за и Агенцијата за разузнавање. Еве зошто. И дури ова прв пат го спомнувам дека случајот шпион практично е во директна соработка и координација меѓу македонскиот премиер Груевски и целиот тој апарат со УБК и Агенција за разузнавање и унгарскиот премиер Орбан заедно со неговите безбедностни структури. Еве зошто. Шпионажата е тешко кривично дело, казниво и со меѓународни прописи и представува директно мешање во внатрешните работи на одредена земја. Реакциите на земјата, која што ќе открие, затоа имаме ние контраразузнавачка служба, затоа секоја држава има контраразузнавачка служба. Реакциите на земјата, која што ќе открие дека друга држава прави такви активности се познати во светот и се многу јасни. Прво е остра реакција, упатување нота, протерување на амбасадор, повикување на својот амбасадор, тука имаш една лепеза на мерки, дури во подрастични случаеви може да представува и казус бели, причина за војна, прекина дипломатски односи и така натаму. Ние имавме аферата шпион, така. Инволвирани крупни луѓе, значи не беа врбувани обични луѓе, него според обвинението имаме припадници на Агенција за разузнавање, припадници на УБК и како мене бивши припадници или Кошиновски, бивши припадници на Управата за безбедно и контраразузнавање, значи луѓе кои што се обучени во таа област, стручни, знаат, професионалци. Каква беа реакциите на македонската држава? Му дадовме орден на Орбан. За заслуги за народ, после чин. Највисок орден. Највисок државен орден, 8 септември. И тоа да биде иронијата поголема, орденот е даден неколку дена пред подигање на обвинителниот акт спрема нас. Ние сме веќе во притвор, значи после акцијата, еден месец, два, за да веднаш му на орден на тоа е несватливо во дипломатските односи во светот да одликуваш ти премиерот на државата која што ти направила таков шпионски упат и тоа во клучните институции, безбедностни институции во земјата, во Агенцијата за разузнавање, во Управата за безбедност и контраразузнавање и пошироко во државата. Јас тврдам дека и во конкретниот случај се работи за соработка меѓу припадници на Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање и унгарските разузнавачки служби. Јас денеска во мојот тест го повикав можам и тоа да го можам да го аргументирам. Затоа што добар дел од луѓето кои што учествува во монтирањето на процесот шпион, повторно се на истите раководни и повисоки раководни позиции и во УБК и во Агенцијата за разузнавање. Второ, какви се мерките кои што Управата за безбедност и контраразузнавање ги презела во спротивставување на унгарската разузнавачка служба. Веќе имаме еден завршен процес. Да, предпоставка е после таков скандал дека би се подигнало нивото на чувствителност кон таа страна. Тука универзални прописи. Ако една служба
пример, откриена во Македонија дека вршела шпионажа, а нема баш некој видлив конкретен интерес. Ние не делиме со Унгарија нити територија, нити јазик, нити имаме некакви политички спорови, економски големи односи, нити нешто покрупно, а сепак врши таква драстична, груба шпионажа на една држава. Тоа е веројатно дека, например, албанската разузнавачка служба веднаш ќе запали црвено светло. Ако ги шпионираат комшиите, сигурно и нас не шпионираат. Црна Гора, Србија и така натаму. Значи, Агенцијата за разузнавање била должна да обезбеди информации и за тоа да информира македонскиот врв. Не само председател на државата, туку таа има обврски и спрема владата на Република Македонија. Односно, превентивно да делува дека унгарската разузнавачка служба подготвува операција за извлекување на Груевски. Груевски не е обичен криминалец, па не е интерес на македонските служби. Истото се однесува на управата за безбедност и контраразузнавање. После акцијата Шпион, унгарската разузнавачка служба, а вклучително тука и нивните дипломатско-консуларни представништва, се легитимна цел на нашите безбедносни служби. Контраразузнавачки, разузнавачки и така натаму. Во вака драстичен упад во Апсолутно. Затоа што познато е дека тоа е одамна едно правило во дипломатијата, особено применувано во време на студената војна, во сите дипломатско-консуларни представници, службите за безбедност, разузнавачките служби вградуваа свој разузнавач. Му дава дипломатски статус, без конзул, втор секретарата, шеф за печатата, шеф за култура, и на тој начин врше и шпионирање на земјата во која што бил испратен тој разузнавач. Се избегнуваше амбасадорот, и амбасадорот е политичка личност. И затоа, на почетокот што спомнав конзуларни операции, од тука произлегува тоа. Значи, господин Спасов, да ве прашам во целата оваа, да кажем, конспирација која се обидуваме да разглобиме, бијќи се работи за конспирација, како и атентатот на Бегоров, тоа не се неконспиративни, тие се баш конспиративни дела. Може ли Унгарија да е извесен прокси играч на Балканот? Бијќи сега слушаме коментари дека и тие коментари некти во Бугарија го читам Огњан Минчев, се повеќе во Европа слушаме и во самата Унгарија. Може ли Унгарија да игра некаква улога за Русија на Балканот, која што Русија да речеме ја доверила или не сака да е? Дефинитивно, апсолутно не мислам јас дека тоа е конспирација. Па целата политика на Владимир Путин се состои во тоа на поддршка на ултралеви и ултрадесни политички партии кои што поставуваат авторитарни режими кои што се сигурна гаранција за соработката со Русија. Па погледнете кои се неговите Ле Пен отиде кај него пред изборите во Франција и така натаму. Соработува во овако што со неговите олигарси соработува во Грција, собира групи кои што ќе го спречат влегувањето на Македонија во НАТО. Во овде се уидиса со Јанко Бачев. Во Србија ги гледате какви се односите направени. Тоа сега да ве прашам, така, значи авторитарните режими и односот на Виктор Орбан кон Путин и кон неговиот режим беше градниот противник на уведувањето на санкции, не било што. Во таа смисла јас зборувам за таа авторитарна вертикала која се обидува да ја поврзе Путин со цел да си го обезбеди јужниот тек на гасоводот, со цел да се обезбеди комуникација и да може да ги држи практично тие режими во некој степен на зависност, а истовремено и во страф другите кои што се обидуваат да работат против интересите на Русија на Балканот. Апсолутно не мислам дека тоа конспиративна теорија. Колку е возможно да во оваа операција користена една српска инфраструктура која овдека нескриено се занимава со разузнавачки, со разни други операции, па и криминални и така натаму, историски, не само сега. Погледнато, бидејќи Србија сепак и заради историските околности во Македонија има, би се рекло, добра мрежа на соработници, има интереси поголеми, има и пријателски интереси, се разбира, но држи еден капацитет кој што малку па за некоја година ќе се појави вмешано во нешто. Значи, сите тие спаѓаат во една категорија која се нарекуваат помагачи. Кога некој реши да направи ваков тип на операција, он ги ангажира сите структури од сите држави кои што може да ги наречи помагачи на еден криминален чин. Бидејќи занимлива е Србија до сега молчи. Излезе Албанија, излезе Црна Гора, дури Унгарија кажа некако став. Шешелј излезе со изјава дека нашите четници го дочекаа на граница и го пренесоа практично до Унгарија. Какво е влијанието на таа мрежа, Александар, во Македонија и каква е можната соработка? Дека свој учество во целава операција има и српската разузнавачка служба БИА, дури и на мојот профил напишав малце шеговито, малце и со вистина дека пасошот на Груевски е српски.
Значи, на Груевски му одземена патната исправа и сега е дилема со кој патни исправи тој продолжи. Добро, со личната карта влегол во Црна Гора, но излезе една вест дека влегол со некаков пасош. Како? Вие мислите дека е српски? Па може ли поинаку? Како излегол од Белград за Унгарија. Може би не му ни побара да пасош. Може да работи морал да излези он. За влез можете да влезете во Србија, но при излез вас службите вмешани веројатно не ни застанале на граница. Тоа немаме никаква информација од Србија каков е патот при преземањето веднаш после поминувањето на црногорската граница, па се до аеродромот. Мораме завршни поенти, бидејќи веќе знаете како кога е добра дебатата истекува 40 минути без да забележиме. Така што господин Спасов повеле. Не, во однос на ова само сега да кажам дека консуларните служби пред дипломатско-консуларните представништва обавуваат работи за потребите на нивните министерства за внатрешни работи. И они практично ги имаат готово сите инструменти во согласно со своите министерства за внатрешни работи да издаваат документи со помош на кои може да пренесе човек на пример од една територија до друга. Така што да бидеме начисто, ако тоа го правила државата, она го направила по сите прописи, може тоа да го обезбеди за потребите на никој. Меѓутоа, ова сакав да кажам неколку работи ако имаме време. Па да речеме уште 2-3 минути. Уште 2-3 минути. Проблемот сега што се создаде со Груевски е проблемот на зголемена недовера кон власта во Македонија. Прашањето, некој сакаше да покаже дека оваа власт е неспособна. И мислам дека и ти и другите аналитичи што ги анализираат оваа ситуација се во право кога велат дека прво ќе треба се концентрираат на утврдување на фактичката состојба. Што вистина се случило за да може да имаме верба во институциите кои што ја водат оваа работа. Втората работа јасно демонтира дека тие немаат никакво учество во соработка во поддршката на тоа негово бегството на Груевски. Третото дека всушност ќе направат се за секој што е виновен, што е вклучен во целата оваа работа да вистина да добие вистинската казна за ова друг пат да не се случува на Македонија, што е многу важно во целата таа работа. Од тоа што слушам, деновиве се очекува дека ќе има неделава некакви активности кои што баш околу овие точки ќе се концентрираат од страна на државата. Тоа е многу битно, она што Љупчо Поповски го вика, треба некои да бидат сменети за да не биде сменет, како ти кажам, тој што има најголема довера во општеството во овој момент. И третата работа која е многу битна, да всушност државата се појави во ситуација на гарант дека ова нема се случува во извесен подолг период, односно да ги спречува сега другите елементи кои што ќе ја зголемуваат недоборбата во способноста на власт. Сега се најавуваат на пример некакви масовни протести, блокирање на не знам таму раскрсници со едно возило или со две возила. Ако владата го дозволи да се случи тоа што му случуваше на Бучковски со тоа гласот на светлината и така натаму, тогаш тоа ќе создаде впечаток за дополнителна неспособност на владата и тоа може вистина да ја подрива дополнително довербата и стабилноста на земјата, а тогаш ќе се постигне ефектот на овие кои што сакале да направат да го постигнат ова со условно кажање организирањето на бегството на Груевски надвор од Македонија. Диревски завршно? Завршно би сакал само една реченица, а тоа е дека со бегството на Груевски најголемиот удар е зададен врз идеите, платформата на шарената револуција, содржана во паролата нема правда, нема мир. Без Груевски да понесе одговорност, сите тие активности за воспоставување правна држава, за владење на правото и за одговорност се пропаднати. Не може да биде компензација тоа што останатите учесници, соучесници, извршители на Груевски ќе одговарат, без лично Груевски да биде санкциониран така како што треба. Не е битно колкава ќе биде казната, битно е да одговара. Господи, јас ви благодарам што вечерова се обидовме и мислам успеавме во еден ограничен период да расветлиме дека не се работи само за оперативна, шпиунско, криминалистичка, криминална операција, доку дека затоа има и силни политички пореки, чии што последици се уште допрва ќе ги анализираме и ќе ги гледаме. Ви благодарам за гостувањето и се надам дека ќе се видиме овде како ништо друго која ќе го експортираат Груевски назад во државата. А вам, почитувани гледачи, ве замолувам за една кратка пауза од реклами, бидејќи продолжуваме со господинот Владимир Пешевски. Останете со нас.